Нова недела, денеска, како по старо, сплитот останува ист. Не се менува, зашто е многу сумира. Не знам. Беше тема на видеото. Колку често и дали треба да взимате одмор од активно вежбање во теретана и тегови и што е тоа делоут вик. Останете во видеото, пошто ќе мора да го прекинам ова интро, премногу луѓе, премногу смеење има. Затоа нешто за се повеќе од ова пред да почнем да вежбам. Реков дека нема одма да се вратам на кревање маса и нездрава храна, ама само што го прекушив тоа. 100 грама чоколада го снема во 2 секунди, а да не зборам за пецивото што го земав од Тинекс. Лудило. Едно нешто ве накратко додека имам време. Што представува deload или што е тоа deload? Deload недела или deload week го земаат оние кои вежбаат подолго и поискусно. Зашто и како? Тоа представува истото онова вежбање кое го имале до сега, само што килажите ќе ги намалат за 80%, значи скоро скроз. И ќе фокусираат на форма, на движење, на контракција, да се поправат некои грешки што ги правеле до сега, да се запази движењето. Веќе за формата реков. И тоа би било тоа уствари од тој deload week. Значи сплитот би им останал листеве, например ја гради грб, рамо, раце, нозе. Би го направил истиот тој тренинг, само што килажите ќе бидат 80% помали. Ако сум кревал на бенч максимум со 130 кила работни серии, сега работна серија ќе ми биде со 50 кила, за да фокусирам на секако што треба. Да, тоа било тоа. А за одмор и други работи, нешто покасно во видео. Еве вака, после тренинг, надвор врне, дуа, ама не доволно за да ми го ремети видеото. Па вака. Не знам каде застана, ама еве ќе кажам, мислам дека реков за deload веќе, сега идеме за одмор. Доколку вежбате активно или спортувате, верувам дека ако тоа го правите подолго од 6 месеци веќе, нема никогаш да може да поминете поголем период, освен ако не дај Боже има некоја појака повреда, без било каква физичка активност. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека тоа више ви е влезено во крвта, како и на мене, дека дури ако сме приморани да одмараме, дури ако сме, ова е одмор лошаго, ништо, дури ако сме приморани да, ама и ова е множество, ништо, режија, кат. Не смеам да го снимам ова позе мене, ќе ме затворат, не за друго. Сега тука ќе има дечишта? Нема, добре. Сакам да кажам, ево вака, јеби га. Сакам да кажам дека било колку и да сме повредени, пак ќе најдеме некаков начин да тренираме. Дали тоа ќе биде некакво кардио, некој малс, клекс, чучање, нешто ќе правиме. А сега, оној одмор кој би требало да го земете, ако многу сте исцрпени, имате напорен живот, напорно секојдневие, најубаво ќе биде да земете некои 7 дена активен одмор. Што значи тоа? Пешачење, возење точак, одење сауна, пливање, некакво било што. Нешто што сепак телото нема да го исклучи онака 100% од тренинг. Сега видиме што доколку не сте толку активни или едноставно немате желба за тренинг, најубаво е да земете максимум до 3 дена одмор. Зашто до 3? Бидејќи тоа се 72 часа, слаб со математика. 72 часа каде што од тие 72 часа телото 100% ќе се одмори, ќе се рехабилитира на максимум и е спремно за секакви нови физички активности. Врз основа на тоа колку сте били изморени, преморени, освен ако не станува збор за повреда. Така да, краток заклучок е дека ако не сте физички активни долго време, може да земете до 3 дена онака 100% одмор кај што само ќе лежите, пиете и јадете. Ама ако сте повеќе од 6 месеци, мислам дека нема вашето тело да ви дозволи, а ни самите вие, да го направите тоа, па така може да земете комотно 7 дена активен одмор. Тоа би било тоа. Од споредбата помеѓу одмор или deload week. Сега кој е подобро? Подобро е секогаш deload week, бидејќи тука ќе направите сепак прогрес, ментален, психички прогрес, каде ќе подобрите форма и се друго на вежбите кои ги правите, без да се повредите, ќе се одморите и секогаш тука ви е викендот за 2 дена фул убав одмор. Фала ви што го изгледавте ова видео, се надевам научите што е разликата помеѓу
целосен одмор, активен одмор и deload week. Се лайкнете, субскрайбнете. Се гледаме во некој од наредните. Чао!